Цената на горивата расте, инфлацијата притиска, државите земаат кредити. Но прашањето е дали економијата ја водат бројките или политиката. Дами и господа, добро вечер, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис класа, копродукција на Diners и продукција 10. Јас сум Мишко Иванов, а во ова издание ви представувам една приказна која што ќе биде испреплетена со бизнис и политика, со човекот кој што своевремено беше во срцето на ономо каде што се носеа одлуките. Без разлика дали станува збор за намалување на инфлација, за цените, за работни места, за компаниите. Фатмир Битики, поранешен вице-премиер, денес пратеник, човек кој што економијата ја барата исклучително добро. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Чувството на премиерот беше за поранешни премиери, не и за вице-премиери. Се плашите или? Од Не. чувството не збориме. Тој вели, ја немам апсолутно. информација, но имам чувство. Ја немам чувство, имам убедување и не се плашам. Сметам дека за жал за општеството и за државата се додека имаме премиер кој што на јавна говорница кажува дека има одредени чувства, па чувствата му кажуваат одредени работи. Убаво ќе беше да има чувства за животот на луѓето, за стандардот на луѓето, за состојбите во стопанството, за тоа што не можат, не се кадарни да го исполнат тоа што го ветиле, за тоа што се единствена влада во независна Македонија која што не успеа да го постигне ни ребалансираниот буџет минатата година. Тоа не се случило никош, да имаше барем малце чувство за себе ова што го збориме, веројатно ќе ни беше состојбата многу подобра. Добро, но зема исклучително поволно, ако можеме така да кажеме, еврообврзница. Па да, затоа што тоа е производ на неколкогодишна работа. Кредитниот рейтинг на државата не дека е подобрен, тој е стагнира, е на исто ниво на тоа што го оставевме. Да не заборавиме, јас секојаш не сакам да се навраќам и да кажувам што ние сме направиле, како сме направиле, но држава која што релативно добро успеа да се справи со 3 кризи и да го задржи кредитниот рейтинг на исто ниво, дури една година подобрување, и тој е тој кој што кредитен рейтинг сега само се потврди, сметам дека не можеше ништо друго да се очекува. Сега прашањето е дали во тој момент, и тоа е одлука и на службите во Министерство за финансии кои што изгледа ја убедиле министерката дека во тој даден момент мора да излезе и добро да излезе со еврообврзница, затоа што е најповолниот момент секогаш. Па добро, не беше баш взимање. најповолен. Не, најповолен се затоа што дали ќе нападне Трамп со Иран, беа тешки условите. Вообичаено, Но извадија максимум. Сега да не изигравам јас адвокат, чинам дека извадија максимум. Вообичаено издавањето на еврообврзниците е според експертите најдобро да се одвива во првиот месец, крај на годината или првиот месец од годината. И сметам дека да, беше извлечена добра каматна ставка. Далеку беше кризата која што почна на крај на февруари, нели со... Па 2 недели предходно, или така нешто, 10 дена предходно беше, но процедурата беше почната 40 дена веќе од јануари до средина на февруари. Кажувам, таа е релативно добра каматна стапка, но прашањето е што понатаму, затоа што тоа не ги решава проблемите. Како ви се чини, каква е состојбата на буџетот? Владата вели дека е стабилна, опозицијата постојано вели дека е критична, дека нема пари, дека е тешко. Јас се обидувам и во јавноста да говорам, и во собрание со бројки. Бројките не се на страна на владата. Ако видите денеска податок во Министерство за финансии, на приходна страна, колку се приходите наспроти расходите, разликата е 6% поголеми расходи од приходната страна. Ако приходната страна веќе има надминато 30%, расходната страна има надминато 30%, приходната страна е некаде од прилика 24%. Тоа ви укажува во минус, така? Апсолутно. 6% од тоа што го планирате. Па, ако ги 6% видите, се повеќе расходите, ако ги видите во пари,
во апсолутен износ во овој момент е отприлика 450 милиони евра е таа разлика За на да расходи. бидеме на нула? Да, за да приходите и расходите бидат на Мгм. исто ниво. Во овој момент имаш веќе поголеми расходи отколку што приходи, што значи дека во суштина веќе дефицитот кој што е секако планиран е потрошен 80%. Во првите 3 месеци од годината. Знаете, коментарите, критиките со доаѓањето на влада, на ВМРО, ДПМН и коалицијата, кога ја превземаа власта, министерката за финансии и премиерот, мислам дека веднаш дојдоа со ребаланс и ни рекоа, вие ни оставивте празна каса затоа што дефицитот го имате 80% потрошено. Празна каса ли оставивте? Не. Стабилни приходи, со стабилни добро проектирани расходи, со структура на расходи кој што е далеко подобро од сега. Ние тогаш имавме некаде од прилика 78 до 81% тековни расходи. Ние сега имаме буџет од 90% тековни расходи, 10% се други работи, што е сериозен проблем во структурата на расходите за една држава во буџетот. Но кога вие во првите 3 месеци веќе ќе потрошите 80% од вашиот дефицит, тоа ви укажува на две работи. Или е само пополнување на дупката што ја имавте при крај на 2025, затоа што тогаш имавте 8% помали приходи од тоа што го планиравте, од ребалансот на буџетот, или сериозно имате промашување на планот на приходна страна и оваа година. Дури јас не сакам да звучам ко да кажам дека имам чувство, но реалноста е дека на крај на годината ние ќе имаме сериозен проблем со ликвидноста на буџетот и таа дупка која што ја имавме минатата година во декември од скоро 500 милиони евра, годинава може да е двојна. Ова е и чувство, информација или само информација? Не, ова е само проектирање според бројките кои што ги секој економист кој што малку разбира, не многу, малку разбира економија, малце повише разбира бројки и јавни финанси, ќе знае дека не можете да надополните дупка од 500 милиони евра со ваков ритам на приходна страна и дека таа е сериозен проблем и најверојатно разликата на приходи и расходи оваа година во 2026 ќе биде 800 милиони до 1 милијарда помалце средства од тоа што е потребно. Евра. Секогаш во евра зборувам. Сега. Зашто помалку? Затоа што нема да успеат да има доволно приходи. И сега уште еден дополнителен податок кој што самите го кажуваат како влада, затоа што они сметаат дека ние не можеме да ги читаме нивните изјави и кога сакат да манипулираат или кога сакат јавноста да ја спремат. Ако добро ме држи меморијата, пред 2 или 3 недели при најавата за мерката за намалување на ДДВ, која што беше најнормална, дури јас и тогаш реагирав и пак кажувам дека беше задоснета како мерка. Премиерот на пресконференција на која што тоа го најавува, одеднаш ја отвори темата за зголемување на дефицитот во буџет. Што реално немаше ни потреба. Од никаде. Немаше потреба. Затоа што намалувањето на ДДВ од 18 на 10% за нафтата и нафтените деривати нема никаква врска со дефицитот. Дури според неговите укажувања и тоа цело време нели го повторува, зголемената продажба на нафта и нафтени деривати заради побарувачката од регионот, нели од соседите, и тоа го презентира за граѓаните како еве ние им помагаме на нашите соседи, не е вистината. Туку со зголемената продажба приходите во буџетот се зголемуваат затоа што ти во суштина
правиш промет кој што не ти е планиран. Тебе не ти е планиран тој приход од зголемена продажба. Дури и со намалените проценти од 18 на 10, но зголемената продажба, ти во суштина доаѓаш на истите или зголемени приходи од нафта и нафтени деривати по основ само по основ на ДДВ, а да не зборувам по основ на акцизи и други давачки. Така да не знам од каде му беше потикот, најверојатно Министерката за финансии му има кажано дека состојбите не се баш најдобри во ликвидноста на буџетот и му има кажано ајде да го спремаме терено за зголемување на дефицитот. Иначе И до колку би одел според вас? Па за да се намали или малце да се подобри состојбата на ликвидност, јас сметам дека најмалце 2,5 до 3% повише од што е во овој момент. Да преведам, исправете ме ако грешам, за да биде појасно 3,5%. За да биде појасно да граѓаните. Тоа е, имаш дозволен лимит на картицата, така? Гледаш дека не ти стигнуваат пари, па бараш уште Не, да ти го зголемат минусот. имаш дайнерс кој што ти вика лимитот ти е 200,000 денари. И ти трошиш. Си ги планирал дека ќе ги потрошиш, ама приходите ти се со 3,5% помали, значи некаде да кажеме 193,000 денари, 7,000 ти не достигаат. И ти што правиш, идеш во банка, се задолжува 7,000. Но доаја март или април, викаш овие 7,000 изгледа нема да ми стигнат, и јас ќе се задолжам и ќе треба уште повише да плаќам или да не плаќам кон тие кои што имам обврски, треба уште повише да се задолжам. Тие 7 стануваат 10 или стануваат 12. Или преведено во нашиот случај 650 милиони кои што е дефицитот, сметам дека треба некаде да отиде до 800 до 900 милиони, тоа што кажав дека ќе биде проблематично на крајот на годината. Ако го велите ова дека не достигаат, вие споменавте прво 400 милиони евра? Не достигаа на крај на годината минатата. Да. Каде се тие скоро половина милиарда евра пари? Кај се отидени? Не гледаме дека нешто е... Не се отидени. Едноставно има потврлување на приходната страна на секаде. Што значи не собира државата доволно пари? Не собира државата доволно затоа што сами го направија проблемот. Неколку работи кои што донесува да ова е последица на тие работи. Ама да не види тоа арач врз фирмите се. Не, апсолутно не. ДДВ како собирате? Ако имате потврлање кај ДДВ-то, тоа значи дека има помала економска активност, стопанска активност. Кога ние алармиравме како СДСМ и јас во собранието алармирав дека има сериозно достање со враќањето на ДДВ-то кон компаниите, тоа не е само чиста технократска административна работа во која што вие независно дали е 30, 60, 90 или ќе стане 180 дена, ќе се случи еден ден. Фактот дека вие не враќате ДДВ во законскиот рок, тоа значи дека компаниите со тек на време ќе мора да ја намалат својата економска активност. Во која смисла да ја намалат? Ако вие 100 милиони евра им должите на компаниите... Добро, тие велат дека се враќа ДДВ-то. Кој вели? Па владата вели така, не гледам и дека компании нешто се жалат. Мене компаниите ми кажуваат не. Па што не излезат јавно да кажат? Па тоа ти е иста состојба како во 2015 која знаете се додека не ги собра тогашниот председател Груевски и министер за финансии Ставро на таа во Александар Палас. Кога им каже дека парите не ги враќаме и тие аплаудира. Да, и утре после му рече на министерот утре во 12 да почне да плаќа, пак почна да аплаудираат. Нели, кој знае што. Сега ја имаме скоро истата состојба. Но реалноста, бројките се сурови. И реалноста е сурова. Таа е.
Да не користам фрази кои што они самите ги користе, а нели за вистината е како шило. И се излегува самата на површина, нели? Ако 100 милиони евра им должите на стопанствениците во име на ДДВ и им должите од 6 до 12 месеци, вие во суштина ускратувате 400 до 500 милиони евра економска активност. Затоа што тие пари им се ликвидни средства. Они неколку пати би ги пуштиле во оптик. Тоа значи да ако сте намалиле некаде од прилика 500 милиони евра стопанска активност, вие имате минус 18% ДДВ во буџетот. Проста математика. Најпроста можна, за да народот знае. Значи, помалце 500 милиони евра економска активност, минус 18% ДДВ, тоа се минус 90 милиони во буџет. Но, вие имате стагнација на раст на просечната плата. Вие имате секој месец, самите слушаме од УЈП дека се случува во месеци десетици илјади луѓе да не добијат плата од 1 до 15 во тековниот месец. Тоа значи намалени приходи од данокот на личен доход. Гледаме дека придонесите во пензискиот фонд не растат, туку тие стагнираат, а дополнително да трансферите кон пензискиот фонд се зголемени значително над тоа што мислам дека и самите тие го имаат испланирано. Еве за јавноста. Трансферите кон пензискиот фонд во име на дефицит на ПИОМ само за да се исплатат пензиите, одат од прилика во наше време беа некаде од прилика 500 милиони евра, 500 до 600 милиони евра од буџет кон ПИОМ, но таму имате и придонеси. За сите пензионери вие морате да платите придонеси затоа што здравството не е бесплатно. Вие тоа го пуштате во фонд за здравствено осигурување. Вкупните трансфери биле некаде од прилика 1,3 милијарди. Ако отидете на податоците за 2025 и видите колку се трансферите само кон ПИОМ, тие се 2 милијарди во овој момент. Зголемени за 700 милиони. Ама добро, ова слика со ПИОМ не е од денеска? Па добро, ама со ПИОМ трае и трае. Е сериозна разлика кога вие имате трансфер од 1,3 милијарди до 2 милијарди. Тоа е 700 милиони евра дополнителни, кои што некој требал да му каже дека тоа го зафаќа во фискалниот капацитет на државата и ќе мора од некаде да кратите. Добро, и сега кратите од стопанството, а стопанството е тоа кој што ви враќа. Некој требал сериозно добро да анализира и да му каже на сегашниот премиер, за да не се доведе во ситуација да има само чувство за било што, туку реално да знае во што влегува, дека ќе има сериозен проблем со буџетот. Добро, господин Битики, ова се сериозни математики кои што личат помалку на можеби е прегрубо апокалиптично сценарио, дека ние практично пукаме по сите шавови. ПИОМ толку милиарди, стопанството на шкрги. Не го спомна фондот за здравствено осигурување. Државата, буџетот на крај на година ќе стигне до милиарда минус. Што е со фондот за здравство? Во долгорочно, како што проблемот... Што е долгорочно? Долгорочно, да кажеме, за 10 години. Добро. Од сега. Ако не се... Ќе му мисли некој друг, ние не добро, добро, јас му ја мислам затоа што си ја сакам државата. Сум кажал и во вашиот подкаст порано, дека си ја сакам државата и сакам да продолжам да живеам овде. Јас се грижам и за после 10 години дали моите деца ќе имаат здравствено осигурување. Реално, ако не се преземат радикални чекори и во фондот за здравствено осигурување, како што и во фондот за пензиско осигурување, и двата се сериозни нестабилни, неодржливи со ваков модел. И сега кога кажувам мерки кои што може да се преземат, има различни. Некои се популарни, некои се непопуларни, ама за тоа треба да се грижат и кои што ја добиваат власта. Ако ме прашате мене кога би бил во ситуација да водам власт, знам како тоа се решава, но тоа... Са некој ќе ви рече, па добро, бевте вице-премиер.
Па немавме таков проблем како што денеска тоа го гледаме. Не сме зборувале за апокалиптични сценарии, ако поминувавме низ кризи, не сме зборувале за неликвидност. Дури во најголемите кризи стопанствениците го добива секој еден денар кој што им припаѓа по закон. И некој ќе каже, па добро, имавте инфлација голема. Имавме еден месец инфлација голема, еве ја инфлацијата која што они си ја кажуваат дека нели ја сузбиле, еве им ги податоците за месец март. Не знам која камера може да ме фати, денеска го добив. Има инфлаторен монитор за април, тоест декември, април 2026, во кој што овие се бројки од реалните бројки од месец април. Месец март, извинете. И сега, еве, јас ќе ги прочитам. Ајде. Месо и месни производи, 12,8% инфлација. Шеќер и кондиторски производи, 10,2%. Овошје, 12,8%. Безалкохолни пијалоци, 14,6%. Риба и морски плодови, 5,4%. Млеко, сирење и јајца, 8,1%. Масла и масти, 6,9%. Леп и жита, 3,7%. Или целокупната инфлација, 4,9%. Во март. Кризата во Иран започна на 28 септември. Војната во Иран. Да, 28 февруари, извини. Да, 28 февруари. Ова се податоци за март. Ќе видиме април. Имавте еден дел на кој што сакам да ве вратам, околу тоа како планира да преку зголемување на потрошувачката да ги зголемува приходите, ако добро ве. Па да, со нафта и нафтени деривати. Со нафта и нафтени деривати. Пред да одам на таа криза. Еден момент кој што ми е интересен, каде што премиерот вели дека автопат од Кичево Охрид ќе се доврши со домашни пари и потоа имате одеднаш заем во собрание кој што го гласите, ако не се лажам. Така? Да. Ова што значи? Дека нешто не е баш као што треба или? Не, за тие кои што го знаат автопатот, јас сум бил еден од тие кои што во одредени временски периоди преговарале за анекси со кинезите, со Синохидро, не со кинеската влада. И при завршување на мандатот, еве за прв пат ќе го кажам, требаше да се подпише последниот анекс од наша страна за одложување за 2 години на рокот на спроведување. Ова за кој збориме? За БТЛНК? Не, за Кичево Охрид. Кичево Охрид, тоа е Синохидро, така? За Синохидро. Добро. И јас одбивав да го подпишам тој анекс, затоа што знаев дека анексот не е реален само да го подпишете за одложување на 2 години на рокот на спроведување, тоест реализација. Јас тогаш барав од Синохидро и од надзорот да ни кажат уште колку дополнителни средства се потребни и да ни кажат исто така кој е техничкото решение за свлечиштата. Затоа што ова што денеска го гледаме дополнителни плюс од прилика 200 милиони евра е последица на свлечиштата, тоест на тоа што тој автопат дефинитивно е докажано дека е започнат без никаков проект. Тоест, ако во народот се шпекулира дека тој автопат е започнат со проект нацртан на Google Maps, сега, за тие кои што воопшто нешто разбираат од проекти и проектирање, е докажано дека тој немал П од проект. Па немаше на диво да е правен. Па не, на диво е правен. И затоа секогаш тврдам дека нема хартија ништо така, не, кога е почнат имало на хартија, проектот е нацртан. Што ќе копаме се. Не, проектот е нацртан, земано на Google Maps, земани се првичните мапи и кажано вака треба да изгледа
трасата без геолошки истражувања за да се каже каква е почвата. Ако знаете, првиот анекс кој што се потпиша од страна на новата влада после доаѓање после режимот, беше дополнителни средства за тунелите. Тоа е вашата влада, Да, односно владата на да, Заев. претходниот вице-премиер Кочо Анџушев тогаш Добро. го потпишуваше и тогаш се кажа дека се потребни дополнителни 180 милиони евра затоа што тунелите не може да чинат толку колку што било проектирано, затоа што се испоставило дека земјата, тоест планините кај што се градат тунелите, земјата е многу попорозна и технологијата која што се користи не може да биде таа која што била предвидена во буџет. Тоа не може да се случи. Во нормална држава, во нормални проекти, тоа не може да се случи. Па вие да имате отстапување од 35% од иницијалниот проект. Сега, со дополнителните 200 милиони, ние од иницијалните дојдовме скоро на 100% зголемен буџет за да се изгради тоа што се гради. И затоа велам, инсистирав тогаш да ни го кажа техничкото решение за да не се случат више свлечишта и за да државата не плаќа повише, они одбиваат тоа да се случи. Еве, во разговори со техничкиот премиер тогашен пред изборите, за да немаме, веројатно сме имали одредени закани од големата Кина, за да не се нарушат билатералните односи. Ја кажав, окей, бидејќи е крај на мандатот, ќе го потпишам, но знаете дека еден ден ќе имаме во собрание анекс на договор кој што го имавме. Имавме анекс на договор и заем од 200 милиони евра, кој што сега се испоставува дека кинезите не сакаат да го финансираат, туку ќе го финансираат 5 домашни компании, што е за прв пат. Но независно, тој започна со заем, треба да заврши со заем и се надевам дека една за секогаш ќе заврши затоа што на граѓаните им е текако битен како таков. Орбан падна. Кај опозицијата одреден вид воодушевување, барем така делува и по она што гледам и по социјални медиуми, гледам и дека СДСМ поприлично жестоко напаѓа. Премиерот Мицкоски вели, не земавме ние кредит од Орбан, земавме од банка. Тоа се тие пари кои што се ветува, колку беа, милиарда, 2 милиарди? Да, милиарда. Уште во предизбори се ветува милиарда, дека ќе дојдат. Што сега? Значи, што очекувате сега? Значи, јас, ако можам, малце поразлично гледам на изборите во Унгарија. Значи, таму не падна Орбан, падна орбанизацијата, падна автократскиот модел на владење, падна влијанието на Русија и Кина врз одредени земји во регионот, победи европеизацијата, која што секако уште се продолжува да биде водено од еден десничар. Тоа сакав да кажам, зашто Апсолутно. СДС се радува кога доаѓа на власт нов десничар? Затоа што победи картата на која што ние велиме дека е единствена карта во која што Македонија ќе има нешто за кое што би требало да тежне. Кој да го тоа постигне. ние? Па Ние граѓаните, Ние на ден пред изборите бевме кај Орбан. Не, 50. Државата беше кај Орбан. Не знам кој е државата, 53%. Па во моментот е Мицкоски. Па не е државата Мицкоски. Мицкоски е само... Добро, ја води државата. Да, ја води државата. 53% од граѓаните, 53 до 58% од граѓаните се уште веруваат во членство во Европска Унија и во моделот на Европската Унија. Така да тие се тие кои што во недела победија во Унгарија и затоа треба да се радуваме дека една од земјите кои што се обидуваше затоа што играше на карта на тие кои што се против интеграцијата на земјите од Западен Балкан во Европската Унија,
дека тоа се случи што се случи и особено затоа што народот на една земја која што е дел од Европска унија после 16 години автократско владење конечно се разбуди и кажа ова е крај затоа што ние сме победни од автократијата на било кој. Што е директна порака на тие кои што се обидуваат да пресликуваат одредени модели на владење. На тоа, да, се радуваме. Дали Орбан паднал, па дошол, за мене да победеше Социјалдемократската партија, уште порадосен ќе бев, вака не можам да се радувам дека еден десничар заменил друг десничар, но за себе ова што го кажував претходно, сметам дека треба да се радуваат унгарскиот народ, треба да се радува како што се радува цела Европска унија, затоа што Унгарија се враќа таму кај што припаѓа. А ние што правиме? Затоа што Маѓар го спомене Груевски, тоа директно со име и презиме. Па мислам дека он прати порака, ние не знам што правиме со оваа влада. Јас се надевам дека влијанието на земите кои што сака да не отргнат од патот на Европска унија ќе се намали, се надевам. Кој сака да не отргне од патот на Европската унија? Од европскиот континент најверојатно е Русија, преку влијание во Унгарија и Србија. Сметам дека и во источниот сосед наш има такви струи кои што Мислите на Бугарија? Па да, таму не можам да кажам точно, еве во недела они имаат избори, па ќе видиме која струја ќе победи. А на глобална сцена сметам дека е Кината која што сака својата агенда. Нив не им е битно дали ќе бидете дел од Европска унија, нив им е битно нивното влијание и нивната агенда на интерес, нивната стратегија, долгорочната стратегија која што оние ја има трасирана за сите земји 16 плюс 1 во која што сака да имат одреден футпринт затоа што им се битни. Не гледам дека нешто и Франција не сака. Не сакаше во ваше време. Со промена на методологија. Па мислам дека промената на методологијата ние само бевме колатерала. Не беше направена за нас исклучиво. Таа беше заради заштита на одредени интереси на Европската унија, земите членки. После лошото искуство нивно со Романија и Бугарија. И они рекоа, сакаме, независно што се далеку помали, но ја мислам дека не мислеле само на Западен Балкан, они мислеле и на Молдавија, и Грузија, и Украина, и така натаму, на сите земји кои што ќе влегуваат. Сметам дека методологијата е донесена за да Европска унија ја направи помалку ранлива отколку што би била ако земјите кои што влегуваат се неспремни. Како што очигледно беа неспремни и Романија и Бугарија кога се зачленија со политичка одлука и затоа они подучени од тоа одлучија да направат нова методологија. Ние се најдовме во тој момент таму кај што се најдовме и за жал веројатно сосема различно ќе беше, иако не можеме да знаеме, но сосема различно ќе беше затоа што ќе имавме почнати преговорите, а секако во фазата на преговорите секоја земја членка на Европска унија може да постави вето. Црна Гора е при крај со преговорите, Албанија. Да. Исто така можно ли Албанија и Црна Гора да одат пред Македонија и знаете вака во јавноста ќе ви речете вака ако Албанија влезе во Европската унија, тогаш ќе имате и ново вето на патот кон преговорите. Па правеа споредби студентите што протестираа за правосудниот испит или за да бил на албански јазик, па и сега меѓу другото велате ова ќе се случува и ако Албанија влезе во Европската унија, па ќе добивате вето. Зошто воопшто би го мислеле тоа ако ние не го мислиме истото, ако ние се поставиме таму? Тоа значи дека ако Македонија по некоја случајност влезе пред сите земји на Западен Балкан, дали значи дека на сите наши соседи ќе им поставуваме вето? Тоа е пораката што сакаме да ја пратиме. Затоа што
Тоа е начинот да покажеш колку вистина те бидува. Колку вредиш. Така поголем ќе покажеш дека си поголем патриот. Јас знаеки, затоа што сум еден од луѓето кои што има живеено во Албанија, во раните години кога сум го немал тоа право да студирам на мој мајчин јазик таму кај што сум сакал да студирам, сум одлучил да студирам во Албанија. И На албански? На албански. Да, еве го доказ за уште еден стереотип дека ако имате студенти кои што цел живот само студираат на албански, нема да знаат да говорат македонски. Јас сум пример дека тоа не е така, затоа што сметам дека сосема добро го говорам македонскиот јазик. Па многу подобро од некои други така да, македонци. тоа кажува дека образованието не може да е пречка за познавање на јазиците. Малку квалитетно образование може да е пречка на познавање на било кој јазик. Јас дури еднаш, апропо последните протести, гледам дека низ различните социјални мрежи почна да се исмејуваат. Ја реков, попрашајте го нешто на албански, дали и албанскиот соодветно го зборува, за да не збориме за друг јазик и така натаму. Но да се вратиме на прашањето. Сметам дека во овој момент тие кои што ја водат Албанија, кои што ја водат Црна Гора, не гледам причина искрено да поставуваат вето на своите соседи, затоа што во одреден временски период сме биле заедно. Тоа што политичките случувања довеле да се раздвоиме, мислам дека на нив сосема име доволно. А ако ние со нашата неразумност кон соседите и со ваквиот наратив им прејудицираме дека кога ние би биле на нивна ситуација би им поставиле вето за било што, тогаш треба да стравуваме. Јас не сметам дека треба во овој момент да стравуваме. Но клучната работа, затоа што знам дека и денеска кога ќе не гледаат на подкаст, луѓето ќе почнат ги овие пак за Европска унија. Ја имам и една друга теза. Ајде да заборавиме на предусловот уставни измени. Еве да заборавиме. Да почнеме да се менуваме со европски манири на функционирање. Ајде да ги испорачаме сите реформи кои што треба да се превземат во патот кој што како цел, како крајен резултат би требало да ни ја донесе нашата интеграција во ЕУ. Но да го направиме тоа заради граѓаните. За подобрување на владењето на право, реформите во правосудниот систем, во безбедноста и така натаму, така натаму. Да бидеме ние спремни, да бидеме одлични ученици, се да испорачаме и тогаш да ја отвориме приказната за Европската унија. И да кажеме, Брисел, ние сме готови, 100% реализирано од реформската агенда, од реформите. Дури имаме хармонизирано 98% од нашето законодавство. Ни останува 2% да преговараме со вас таму кај што има за преговарање. Знаете што има за преговарање? Има за преговарање, например, кога ние ќе бидеме дел од внатрешниот пазар, од заедничкиот пазар, да кажеме колку земјоделски и какви земјоделски производи ќе се произведуваат во Македонија и колку ќе ни биде дозволено да извезуваме во Европска унија. Тоа е за преговарање. Ама ние не големиот проблем го има со рибите. Да, ама ние не знаеме во овој момент, зашто ние не сме спремни, ние нула имаме направено таму за да воопшто. Или на пример, не знам дали ние се уште ќе бидеме чинители во енергетскиот сектор. Ајде да ги направиме сите работи, па да видиме колку Европска унија ќе биде зависна од нашата струја која што ја произведуваме. И низа на други работи. Фактот е дека во Македонија, во овој момент, нема желба за било каква промена. 2 години од владењето. Ама кај никого? Не ги обвинувате. Не, те молам, не. Овда нема да го прифатам никош. Добро. Во 2 години владење имате 0 реформски закони донесени. Знаете ли дека собранието, еве
предизвик за тие кои што го анализираат работата на собранието. Нека се вратат на назад 30 години. Нека анализираат дали некогаш собранието работело помалку него што сега работи. Знаете дека ние добиваме седници на собрание со само 4 точки, од кои што 3 со предлози од пратеници од позицијата. Ние не добиваме законски решенја од владата. Ние не добиваме ниту една суштинска реформа за ниту еден закон било каде. А по сите шавови не функционираат работите. Па добро, битики веќе се согласам со вас, но например на пратенички прашања па и не гледам дека нешто сте многу агресивни. Не говорам за вас лично. Па, нешто види округло тоа. па на ќоше, уште. Па не. Знаете, создавате некој впечаток, некоја дилема во јавноста дека што па ние сега ќе ги гледаме они како си се нешто играат власт опозиција нешто си како си Значи, играте, иако да, работава не е за смеење. Да, сега ние се знаеме долги години и го знаете мојот став. Јас секоја зборувам во прво лице еднина. Се почнува од нас. И на крај завршува од кај нас. Така е. И мислам дека во државата или ќе почнеме да зборуваме во прво лице еднина и за луѓето, или генерализирање ќе не доведе или не има доведено во ова што не има доведено. Ајде јас подиректно, сакате? Јас немам проблем да поставам прашање таму кај што сметам дека прашањата се имат треба да бидат адресирани. Се согласувам. Во во 4 квартали од тоа што сум јас пратеник, тоест 3 има полни, јас сум еден помеѓу првите 10 најактивни во собрање. Во собрање. Не сакам да кажам дали сум кај опозиција. Еден од првите 10, затоа што така сметам дека треба да се однесува секој еден пратеник, независно дали е од опозиција и позиција. Како вид на прашање се поставуваат, веројатно е оценка лична на пратеникот и второ на партијата. Некојаш ние секоја се консултираме со партијата за одредени прашања, некогаш матичните комисии ни даваат предлози, некогаш не ни даваат предлози. И тоа е така. Дали некој калкулира во поставување на прашањето? Сметам дека кога ќе бидат други, јас знам дека за себе не калкулирам и не можам да тврдам дали другите калкулираат. Ако господин Битики постави директно, остро прашање кон власт, Да. ви се заканували дека може да ви исклучат од СДС? Не. Не. Дека излезе информација. Славјанка Петровска и Фатмир Битики. Знаете зошто? Не. Затоа што сметам дека Фатмир Битики го држат тие кои што го гласале. И тие кои што немале можност да го гласат, затоа што Фатмир Битики е избран во втора изборна единица, толку го гласале колку што го гласале. Ние сме добиле отприлика 19.000 гласови, заедно со мојот колега Оливер Спасовски. Ако некој размислува, а мислам дека никој не размислува на таков начин, да исклучува било кого, кој што е изгласан од народот, тогаш има сериозен проблем во сваќањето на политиката. Но велам, никој не размислува за тоа. Какви ви се односите со Филипче? Мо? Какви ви се односите со Филипче? Добре. Значи, до одлични има уште 3, 4, 5. Не, имаме разбирање за сите прашања. Не е само Филипче, такви релации сум имал и со Димитар Ковачевски, и со Зоран Заев. Ја не сум човек кој што знае да спушти глава и да каже да, шефе. Јас сакам да ги соочиме аргументите. Ако аргументите преовладеат за одредено прашање, има разбирање. И до сега неам разидонување во ставовите, нит со Венко Филипче, а како што сум немал и со претходниците председатели на СДСМ.
Ќе има сега унгарски кредити или ќе нема? Сигурно Како? не. Сигурно не? Не. Тоа значи Мислам дека дополнителен има. проблем за нас или? Тоа е сериозен проблем затоа што мислам дека сериозно се поскапени парите на пазарот. Мислам дека ќе има нов билатерален договор од земја од Европска унија, тоест од Европа, не Европска унија. Велика Британија? Не, Турција? па не веднага јас Па имам вие одредени. знаете се. Да, имам одредени информации. Па видете, или е Британија, или е Турција. Нема многу избор, така. Со Велика Британија ние имаме рамковен, тоест имаме меморандум за разбирање во кој што ни е дадена рамка од 6 милиарди, но кој што се проектно финансирање, така Турција да не не гледам останува? буџетско финансирање. Нас ни треба буџетско финансирање, не ни треба Не проектно останува Турција, финансирање. така? Па таа е единствена што ни преостанува. И ова е моето чувство кажува дека е Турција, нели, затоа што чувството ни кажува дека дали е добро, моето чувство кажува добро е да играте со пријателска земја. Дури повише се радувам да бидат пари на Турција него што би биле пари на Кина преку Унгарија, затоа што овде не сметам дека ќе има влезна корозивен капитал за политичко влијание. Во овој случај, ако Немам тоа време, го иначе има. можем да поставам и дополнително прашање, да ставиме времето да видиме што и како Да, ќе ви останав покаже. ви останав должен дека кога ме прашавте кај отидува милиарда од Унгарија. Па не, имам... Само 247 милиони се потрошени до сега, таму кај што беше целта за да се уште потрошат. Другите кај се? 750, па никаде. 500 милиони се потрошија на официјално на покривање на дефицитот. Под превезот дека се рефинансира одреден Така, долг. да. Поставивте 200 празна каса, па Да, морате... 250 милиони влегле во буџетот за да се покријат тековните расходи. Уште ова, пред додам на Иран, уште ова само сакав да го прашам, кога веќе начнуваме политика поврзана со парите, со етничките работи ќе завршиме конечно некогаш? Како? Со ВМРО ДПМН на власт, во која што они не се кадарни да се соочуваат со реалните проблеми, без јасна економска визија за државата, без јасна визија каде се стремиме да бидеме во некаква си унија, како да го подобриме квалитетот на живот, мораме етничките теми да ги воздигнеме, да ги ставиме на маса, затоа што нели подобро е да се занимаваш со етничките прашања во која што твоето гласачко тело ќе биде секогаш на штрек, па веднаш се спремни да гласат, него да се занимаваш со реалните проблеми на граѓаните. Па затоа што ќе кажете што е подобро со СДС, па да и дадат цена дуи да владае, нели таа е таа мантра која што функционираше. Тој наратив. Тоа е. Памтам еднаш еден новинар го постави истото прашање и јас си отидов од пресконференцијата, затоа што под мантрата на СДС дава на дуи, СДС дава на албанците. Не, СДС дава на граѓаните. СДС само ги третира сите граѓани подеднакво, затоа што секој граѓанин кој што е роден во оваа земја, кој што допринесува во оваа земја, има еднакви права. И не сме ние тие кои што одлучуваат. И треба да одлучуваат за тоа кој има повише права и кој нема повише права. Ко патувате низ Европа, преку парламент, се представувате како македонец? Апсолутно да. Да? Да. Затоа што јас потекнувам од земја која што во овој момент се вика Северна Македонија. За какви работи говориме ние во 21 век? Еве ќе ви покажам. Бев сега на службено патување во Бугарија и жалам што не бевме соодветно информирани дека можеме да зборуваме на нашиот јазик, на македонски, како службен јазик за надворешна употреба. И јас, мојот говор ми беше спремен на англиски. Но само за да покажам дека службен јазик е македонскиот, кога ми беше дадено зборот, првите зборови ги кажав на македонски. Затоа што сметам дека мора овде не е дали и кој ќе го штити
и идентитетот и кој ќе биде помал или поголем патриот. Овде секој еден граѓанин е патриот за да покаже дека Македонија, Северна Македонија, како сакате именувајте ја, е земја во која што ние припаѓаме и заслужуваме да ги имаме истите права. Но кога вие ќе поставите риторика или како што ВМРО сака да си ја постави, не, ти си помалце битен затоа што си ваков или онаков, веројатно имаме сериозен проблем. Но кажувам, тоа е дневната политика, ништо за чудење, тоа е тоа што они го имаат. Вие изборувавте и бегавте, не сакате да ги дигате, кревате на пиедестал тие етнички прашања. Дури до тој степен јас носев секојаш македонско знаме, не сум бил во канцеларија друго знаме, затоа што јас сум израснал тука без разлика на Видете, јас пасте ние уште говориме за што зборуваме ние. Мишко, ја не можам да разберам. Вие имате македонска фудбалска репрезентација во која што 40% од играчите, некогаш и 50%, не е битно. Ја не ги гледам. Апсолутно не е битно, да. Играат, даваат голови, стојат мирно пред македонското знаме и вие идете и ги псувате истите. Барате гасни комори за истите. Ми свеќаш која е таа лудост. Да. Кај сме? Во 19 век? Значи, очигледно. И сега викаат овој не знаел. Па како да знае македонски која ние ги сегрегиравме училиштата? Ние направивме све за да бидат два паралелни универзума. И сега, кога една политичка партија, како што е СДСМ, вели дека секој еден, независно на својата различност, има право и можност да придонесе да ја сака државата подеднакво, вие викате тоа е дуизација. Ма дајте. Дајте. Ние го најдовме тоа, тој е изговор на дуизација и сега ќе се носиме. А што ако се случи да Дуи им дојде на врата и влезе во влада со ВМРО? Па, мислам дека не сте многу далеко од Па ВМРО Дуи, претпоставките. И тога што ќе биде и ќе покажувам мускули колку ќе дадеме и ќе се мериме колку. Не, луѓе. Денеска на Македонија со вакви некадарни луѓе. Еве сега ќе дојде, мислам дека реконструкција на влада, попаметно ќе им беше да отворат конкурси да кажат ајде сите луѓе што си ја сакаат државата да дојдат да ја спасиме од не ни се пишува добро, наместо да бараат од малкуте луѓе што ги имаат на располагање. Ова е бизнес класа, малку отидовме во политика, ве враќам назад за да привршувам. Иран, Америка, Израел, сето тоа се одразува и кај нас. Вие споменавте, свртевте пред неколку минути спрема камерата во однос на инфлацијата, нафтата, нафтените деривати одат до плафон. Што можеме да очекуваме ние? Дали има нешто што зависи од нас? Не, апсолутно не. Значи ние што треба да направиме? Не, само треба ние една за секојаш да си признаеме. Ние сме мала земја, увозно зависна. Ние 70% од нашите прехранбени производи ги добиваме од надвор. Ние 100% од нашите енергенси ги добиваме од надвор. Кога на некого ќе се случи, како што нас ни се случи во 2022 и 3 да имаме висока инфлација, да не се радувате на тоа. Ја не се радувам на ова. И затоа даваме предлози за мерки во собрание, на кое што им викаме на владата треба да се заузда и инфлацијата, ама и да се помогне на стандардот на граѓаните. Ние за жал или ќе ја научиме лекцијата, и еве по втор пат да ја научиме лекцијата, со разумна дури опозиција, не како што имавме ние опозиција кога ние бевме на власт, дека треба да ја свртиме страницата и да почнеме да соработуваме со земји за да станеме помалце ранливи од колку што сме. Ние упорно продолжуваме да работиме и соработуваме со земји во кое што има само едностранна интерес, а тоа е само зависност. Ќе расту цената на нафтата? Не само тоа. И на нафтата сметам дека Добро, после како доминото домино ефект е веќе.
Јас сметам дека во април ќе не стигне првиот бран, бидејќи првиот бран не стигна многу рано, ама тоа е повише на спекулации, ова што ги гледавме бројките во март. Првиот бран на реалната инфлационен удар е во април. Би било двоцифрена или не? Па мислам дека веќе кај сите би требало да биде двоцифрена. Колку што гледаме таму нема изгледи дека ќе заврши кризата брзо. Па има светско првенство во фудбал, јас претпоставам по некоја логика дека барем еден месец ќе има. Па не далеко од конфликтот. Но мислам дека ова за одредени кругови е само бизнис. Со бизнис шпекулациите и бизнис придобивки. Некој сврти поприлично билиони на светската, од светските играчи. Некој се знае кои се тие играчи, да. Еве сега, што бизнисмените не разбираат за политиката, што политичарите не разбираат за бизнисот? Не. Очигледно е дека политичарите во оваа актуелна власт многу малку разбираат од реалниот живот. Затоа што очигледно никогаш не биле во реалниот живот, а тоа е никогаш не биле блиску до бизнисот. И е старата матрица во која што гледавме како политичарите се обидуваат да станат бизнисмени. Наспроти тоа, јас продолжувам да имам такво исто убедување дека политичарите треба само да бидат таму да креираат овозможувачка околина за бизнисите. Каде најмногу греши македонската економија? Не, пак ќе кажам, овде не е само македонската економија. Поголемите грешки е што имаме политичари кои што не креираат овозможувачка околина за бизнисите, не креираат модерна економија во која што растот нема да се заснива на капитални инвестиции, тоест на креирање на бетон и железо, туку на иновации, на реални бизнеси, да кажаме, да не влегувам со други фрази. Или ја класично го викам, знаете кога во 2026 во светот се зборува за индустриализација 4.0, индустрија 4.0, а вие се уште сте на индустрија 1.0, сосема ви е јасно кај сте. Апсолутно. Сте биле на висока позиција во влада, вице-премиер. Како изгледа притисокот бизнис лоби? Ја за среќа на моја, јас сум го осетил тоа кога сум бил во стопанска комора, па знам како се однесува стопанствениците внатрешно во својот круг, па ми беше полесно да ги добивам, но притисокот е секогаш таму, тој е константен. Кај кого е? Кај бизнис заедницата и кај бизнис лобито. Но секој политичар и секој носител на јавна функција треба една работа да има пред себе, а тоа е заштита на јавниот интерес и ништо друго. Добро. Некогаш имате донесено одлука која што не сте сакале, ама сте морале да ја донесете? Се косело со моето убедување на пазарната економија, например, замрзнување на цени и замрзнување на маржи, но сум гласал за да се донесе, затоа што сум сметал дека во тој момент е нужна како таква. Не можам во овој момент искрено да се сетам на некоја друга таква битна што ми создавало немир мене одлука. Да не можете да спиете. Имало таква одлука, не? Не. Ке ти создане немир затоа што е спротивно на твоите принципи, да кажеме. Да станете утре премиер, што прво ви направите? Се не да биде ова клише, прашањето може би е клише, но клишето барем да не биде одговор. Не, прво е 20 луѓе со висок интегритет, кои што може да се најдат. Значи, збориме за луѓе, не збориме македонци, албанци, турци, роми. За граѓани од Република Македонија. Најверојатно
20% до 30% би биле луѓе кои што во овој момент работат во странство. Зависно од своите професии, например за дигитализација сигурно ќе биде некој кој што е истакнат во тој сектор во свет. И најверојатно одлуки кои што ќе ја спасат државата, а тоа се сериозно зафаќање со јавниот сектор, затоа што сметам дека превработеноста во јавниот сектор е ракот на државата и понатаму со тој осврт сврста рака во образование, во здравство и во другите сектори кои што се дел од критичната инфраструктура. За да корупција, правосудство? Апсолутно, тоа се начела на одреденото Колку време е потребно нула. за се тоа да се среди? Дали се 4 години доволни? Не, една година е доволна да се донесат одлуките, да се направи законодавството, не е работење со 2 часа на ден. Мислам дека сега тие кои што ќе не гледаат, ако не гледа некој од службениците од мојот кабинет ќе речат се надеваме никош да не дојде затоа што ќе не тера да работиме по неколку часа. Па добро, има луѓе кои што работат сега. Па добро. Не можам да кажам, јас ги следам одредените ресори кои што ме интересираат. Ова бара 24, вистина 24 часа работа, прва година да се донесат законите, законодавството, да се донесат одлуките. 4 години е мал период, затоа што во 4 години може да имате ситуација во која што ако премногу брзате, ќе направите преголема штета. Затоа што ни една реформа не бара брзање, бара време на спроведување. И затоа циклусот не може да биде 1+3, би кажал 1+5, веројатно е некој оптимум. Тоа е мандат и пол. Но независно, не овде прашање на Фатмир Витич, овде е прашање на државата. Мислам дека и некој друг кој што вистина ја сака државата може се ова да го направи за држава од 1,5 милион граѓани. Несериозно да кажувате дека проблемите не може да се решат. На Венко Филипче се тресе фотелјата или не? Во СДСМ? Па мислам дека во овој момент на сите ни е јасно дека треба да се фокусираме да се консолидира партијата. Што значи тоа? Па јас сум Со председател Филипче или? Не, јас сум пак ќе кажам, премногу се става акцент на име и презиме. И јас сум еден од тие кои што вели дека СДС мора да се врати и да отвори форум, место на комуникација, на јасен диалог помеѓу сите кои што припаѓаат во спектарот центар-лево. Вие сте центар-лево, СДСМ како се доживувате? Јас сум центар-лево. Како СДСМ се доживувате? Па СДСМ е идеолошки припаѓа во центар-лево. Знаете зашто ја прашувам? Би прифатиле да земете функција председател на СДСМ во перспектива како опозиционер? Јас сум кажал и претходно, ако осетам дека тоа е нужно и битно во тој одреден момент и особено имајќи предвид кој се би гравитирал кон мојот начин на сваќање на работите, можеби и да. Во овој момент искрено, ако ме прашате дали воопшто размислува за нешто такво, наспроти нешто друго, ја би кажал во овој момент, заради тоа што толку многу врева се прави и толку многу притисоци, ја попрви би донел одлука да отстапам и да се тргнам во одреден момент од политиката сега, него
да почнам да се мешам за да некој каже еве го овој наштетува сега за да нешто добија. Значи мене ми превагнува 70% на страната да напуштам, лагодноста која што можеби ја имам, наспроти другата страна во која што ми вика не, остани, бори се, зашто тамо нешто треба да се направи. Добро. А премиер би се нафатиле да видите? Ако во некаква комбинација некои услови? Дали би прифатиле таков предизвик во ваква ситуација? Хипотетичко прашање, истото прашање ми се имаше поставено пред 6 години, 6 или 7 години. Дали сум спремен или дали би прифатил да бидам вице-премиер, тогаш реков секоја една јавна функција изискува предизвик првен и изискува на вистина голема жртва. Одговорот тогаш ми беше да сум спремен затоа што имам одлучено да продолжам да живеам во оваа земја и сметам дека се уште немам доволно вратено во општеството и особено да им докажам на моите деца дека и они заслужуваат да живеат во оваа земја. Благодарам што бевте во бизнес класа. Благодарам и вам. Фатмир Битики, пранешен вице-премиер за економски прашања во бизнес класа, заедно со продукција 10 и Diners. Вам почитувани, ви благодарам што бевте со нас. Гледајте не повторно за 7 дена, ова беше малку бизнес и политика. Имајте убава работна недела.